Почитувани, додека во континуитет во јавноста се пласира тезата дека во сите сегменти на здравствениот сектор транспарентно се работи и се бележат така наречени замислени грандиозни успеси, реалната слика, за жал, се чини дека е сосема поинаква. Фактите укажуваат на нешто друго, а кога веќе зборуваме со факти, тука не постои ниту најмала шанса или можност да дозволиме да се изманипулира јавноста за едно вака круцијално важно и осетливо прашање. Имено, поставуваме прашање до Министерството за здравство. Дали единственото нешто што реално се случува во здравствениот сектор е обид за уште еден вид на нетранспарентна и во најмала рака сомнителна и некредибилна приватизација на носечки сегменти од јавното здравство? Дали се планира и дали де факто веќе се случува приватизација налик на онаа од транзициониот период на 90-тите, што беше карактеристична за владењето на СДС? Јавноста има право да добие одговор на ова навидум едноставно, но истовремено многу важно прашање. Што всушност се крие зад параванот на последната тендерска постапка на Министерството за здравство и реализацијата на приватизација на сегментот стерилизација во јавните здравствени институции? Почитувани, замислете, тоа го нарекуваат, цитирам, интегрирано менаџирање со иновативни решенија за хирушки зафати и здравствена заштита од болнички инфекции. Но зашто всушност станува збор? Што реално се крие зад оваа мелозвучна горе наведена формулација? Дали станува збор за вовед во приватизација на сегментот од стерилизацијата на хирушките сали, опремата и инструментите во сите здравствени институции во Република Македонија? Повторно премногу поставени дали, а премалку добиени искрени и транспарентни одговори. Министре Филипче, јавно ве прашуваме дали деновите сте го доделиле процесот за стерилизација на опремата и хирушките инструменти на компанија за која постојат судски процеси во една од соседните земји. Да ве подсетиме, ВМРО ДПМН реагираше и ви укажуваше на истата тема и во месец јуни, кога тендерот се уште беше во тек. Тогаш дури и беше посочено која компанија ќе биде фаворизирана. Истите прашања се за жал и денес актуелни, но ни тогаш, а ниту сега, кога веќе ја донесовте одлуката, широката јавност не ги добива потребните одговори. Како прво, дали истата фирма за која сте одлучиле да ја добие контролата врз стерилизацијата во Република Македонија, во соседна Република Албанија ја води хемодиализата? Дали тамошните медиуми жестоко јавуваа и информираа за најблаго кажано сомнителен процес што го следат истражни постапки пред надлежните институции, а поврзани со работата на истата фирма? Дали во истите тие судски процеси е инволвиран дури и тамошниот министер? Како второ, како и на кој начин е добиен тендерот, односно, дали ќе ни објасните кои се критериумите и што поточно се оценувало кај фирмата за да истата го добие тендерот? Министре, дали свесно ја продавате стерилизацијата, односно сршта на медицината? Дали треба да ве подсетиме на принципите на асепса и антисепса? Вие тоа би требало добро да го знаете. Како и дали е возможно приватна фирма да набавува хирушки инструменти, облека за лицата кои влегуваат во операциона сала, да врши дезинфекција на операционите сали и да води грижа за медицинскиот отпад? Прашуваме јавно со кои референци, со кое искуство, со кој бонитет се работи за клучот во успешноста на хирургијата и медицината? Дали овој клуч од јавното здравство така лесно го давате во раце на приватна компанија? Што беше проблемот со стерилизацијата до сега? Дали имате факти кои говорат против сегашното функционирање на стерилизацијата? Повелете, кажете ни ги јавно. И уште едно актуелно прашање: ако приватник се грижи за стерилизацијата, дали приватната компанија или некој друг ќе биде одговорен доколку се појави инфекција? Кој тогаш ќе ја сноси одговорноста за појавата на интрахоспиталните инфекции? Одговори мора да има. Дали зад вас веќе имавте неуспешен обид за приватизација на биохемиските лаборатории во целата држава? Одговорете. Дали на големо го најавувавте јавното приватно партнерство во детската кардиохирургија, па видовме што се случи во оваа област? Премногу нејаснотии ве следат. А да не почнеме со анализа на тоа колку така наречените физибилити студии кои ги нарачевте и најавивте чинеа. Колку ги чинеше сето тоа граѓаните? Имате ли финансиска анализа? И не заборавајте, на власт сте повеќе од 2 години, а велите, цитирам, ќе стартувам со проектот, па ќе видиме како ќе ни оди понатаму. Кога понатаму? Нема време за експерименти. Се работи за здравието на граѓаните.
Дали од ден на ден се покажува само едно нешто? Дали владата на СДС и Министерството за здравство имаат планови само за богатење на поединци под закрила на терминологијата јавно-приватно партнерство? Време е да се стави крај на ваквото однесување и ваквото владење.